Поздрав до сите љубители и почитувачи на филозофијата и филмот, особено до оние кои ја следат програмата на Филозофскиот филмски фестивал. Убеден сум дека уживате во следењето на фестивалската програма. Јас ќе се потрудам да ве воведам во еден филм кој е дел од ретроспективата посветена на Андреј Тарковски и кој ќе имате можност да го погледнете. Со поттикнувачки независен и длабок мисловен пристап кон медиумот на филмот, Тарковски придонесе за своевидно морално расчистување на теренот, за еден посебен израз на подрачјето на филмската уметност на кој му е туѓ секаков псевдоинтелектуализам, а кој припаѓа на она што традиционално би го нарекле хуманизам или постојана грижа за човекот. Тој е убеден во длабоката смисленост на човековата екзистенција и во бесмртноста на душата. Тарковски припаѓа на тој мал број филмски творци кои со малку дела успеа да создадат еден цел универзум. Отворувајќи ја традицијата на Еизенштејновата монтажа, Тарковски развива една целосно поинаква филмска естетика на долг кадар, за која сметал дека е поспособна да ги открие скриените вистини во основата на ефемерниот сценски момент. Според Тарковски, филмот е голема и висока уметност и одењето во киносала не значи потрага по забава, туку потрага по вистината. Тој вели дека филмот според својата суштина е пред се поетска уметност, а постојат некои аспекти од човечкиот живот кои може да бидат прикажани единствено преку поезија. Патем кажано, неговиот татко Арсени Тарковски бил успешен поет. Токму во периодот кога синеастите и останатиот уметнички свет од тогашниот Советски сојуз е под удар на системот и многу од уметничките дела се подлегнати на цензура, Тарковски одлучува да работи на сценарио базирано на научно-фантастичен роман од писател кој доаѓа од Источна Европа. За своја сценаристичка предложка го зема романот Соларис на полскиот писател Станислав Лем, едно од најголемите писателски пера во светската научно-фантастична литература. Романот е издаден во 1961 година во Полска. Една година подоцна во Советскиот сојуз излегува превод на руски јазик во списанието Знание сила, меѓутоа во скратена форма. Во 1968 година Борис Ниренбург и Лидија Ишимбаева го режира телевизискиот филм Соларис по истоимениот роман од Лем, а во продукција на Централната телевизија на Советскиот сојуз. Познати се и други примери на екранизации на рецентни дела од сферата на литературата. Најчесто, најголемиот дел од нив не можеле да ги достигнат вредностите на самите литературни дела или доживувале целосен фијаско. Меѓутоа, Тарковски ја менува веќе познатата парадигма во однос на адаптацијата на литературните дела и истовремено поставува нова, поврзана со стереотипите за научната фантастика, во тоа време како ефтин и забавен жанр, наменет пред се за помладата публика. Втората адаптација на романот на Станислав Лем ја прави токму Тарковски. Филмот својата премиера ја доживува во 1972 година. Филмот ја освојува главната награда на Канскиот филмски фестивал и побудува интерес кај филмската публика. Само 4 години претходно, Стенли Кјубрик го снима филмот Одисеја во Вселената 2001. И во овој случај, во прашање создавање на филм базиран на роман од жанорски писател, и тоа токму од бардот на светската научна фантастика Артур Кларк. Оваа соработка на врвен жанорски мајстор и безпрекорен филмски волшебник вроди со исклучителен плод. Но во случајот со Соларис не е во прашање соработка, туку напротив целосно публикување на Лем уште од почетокот на снимањето на филмот и дистанцирање од секаква одговорност во врска со филмот, дури одбивање на подолго време да го погледне филмот. Имено се вели дека самиот Станислав Лем по проекцијата кога веќе одлучува да го проследи филмот само кратко рекол: не е лошо. Вакви случаи не се дотолку ретки. Се случува двајца генијалци да се исклучуваат дури кога говорат на ист јазик во рамките на некакви заеднички креативни потфати. Ако се има предвид дека овој филм доаѓа од поимпресивното деби на Тарковски во новото детство и епското ремек дело Андреј Рублев, лесно може да се заклучи и тоа дека интересот и очекувањата на публиката несомнено биле особено големи. Соларис свој ремейк ќе доживее во истомениот филм на Стивен Содерберг од 2002 година во американска продукција. Инаку постои еден куриозитет поврзан со советскиот научно-фантастичен филм. Имено во периодот на Советскиот сојуз на годишно ниво се снима скоро ист број на научно-фантастични филмови, како и во водечката СФ кинематографска сила Соединетите американски држави, а наскоро сите листи на најуспешни научно-фантастични филмови во светот, на врвот се наоѓа најчесто 3 до 4 филма од Советскиот сојуз, меѓу кои задолжително беа Соларис и Сталкер.
Кога би ги разгледувале компаративно романот и филмот, веднаш ќе наидеме на една очигледна дискрепанца. Тарковски романот на Лем го трансформира и хуманизира и од класично научно-фантастично дело создава една метафизичка приказна за човекот и неговата судбина во светот, тоест космосот, за важноста на моралот и хуманите вредности. Филмот на Тарковски има строго антропоцентричен ракурс. Инсистирањето на моќта и важноста на технологијата присутно во романот на Лем, тој го маргинализира. На некој начин Тарковски прави конверзија на научното во духовно, но сепак се што представува стожерна вредност во романот на Лем во полна мера е зачувано во филмот на Тарковски. Тоа е моќната парабола за човековата незрелост да воспостави контакт со други видови разум во Вселената. Меѓутоа, различноста на тој друг вид разум во Соларис е навистина огромна. Во прашање Джиновски интелигентен океан, со кој мал број на астронаути од Земјата на орбиталната станица се обидуваат да воспостават контакт. Она што Станислав Лем го има како централна позиција во поголем дел од неговиот творечки опус, вклучително и во Соларис, е ставот дека ние, луѓето, никогаш не можеме да ги познаеме стварите поимовно, дека сме за секогаш затворени во структурата на нашата свест и нашето тело. Човековото разбирање на надворешниот свет е ограничено со самиот човек. Не постојат нови светови кои човекот може да ги открие и познае. Каде и да оди, само ќе ги среќава своите одблесоци, продолжетоци или траги. На крајот на криштата и голем дел од најрепрезентативните СФ дела во литературата и филмот ни прикажуваат други светови по принцип на аналогија и екстраполација и во многу елементи препознаваме земјини пейзажи, амбиенти и слично. Во Соларис Тарковски како да го отвора прашањето колку човекот е зрел за контакт со космички видови на интелигентни суштества, кога се уште не е во состојба да изгради однос со останатите припадници на собствениот род. Кулминацијата на овој чуден парадокс се достигнува во моментот кога како најхумано, најчовечко суштество од сите жители на орбиталната станица се покажува девојката Хари, бивша сопруга на Крис, која всушност е материализација од сеќавањето на главниот лик на една реална девојка која се самоубила. Единствено Хари, иако во случајот воопшто не е човечко суштество, ќе биде подготвена на чинот на саможртвување, за да може на главниот јунак да му понуди можност за првиот и единствен вистински контакт со Соларис. И токму во тој контакт Тарковски ја напушта мрачната визија на Лем, кој своите херои ги остава поразени и бесиднина. Тарковски, меѓутоа, допушта трошка надеж во сјајната завршна сцена кога Джиновскиот интелигентен океан за прв пат позитивно возвраќа на подадената рака на едно човечко суштество. Од свеста на главниот јунак нема да се излише некоја дамка или бреме на совеста, туку потиштеност и меланхолија, сеќавање на далечното детство и враќањето во татковата преградка. Таа сцена на враќањето се чини работена според еден митски архетипски образец на враќањето на Одисеј на Итака. Од тука може да се извлече и заклучокот дека за вистински прв контакт е зрел не оној кој непрекинато талка, туку патникот кој постојано се враќа дома. Соларис, според она што го условува романот на Лем, а подосна го презема Тарковски, е поделен на две реалности од кои доминира и по содржина и по значење она која е поврзана со Вселенската станица, за разлика од она која е поврзана со Земјата. Овие две реалности се разликуваат и просторно временски и по содржина, така што Соларис, а не Земјата е топосот на драмското дејство. Згуснатата драматика на Соларис во земскиот амбиент, кој полека станува сфера на свеста, добива свое соодветно значење преку режисерската постапка на Тарковски. Во една клаустрофобична атмосфера, затвореноста на просторот и запреноста на времето кое се чувствува на Соларис представуваат резултат на едно промислено дејствување. Ликовите се движат во амбиент на бескрајни ходници од кои некои завршуваат таму каде што други почнуваат, како во графиките на Ечер или расказите на Борхес. Ниски плафони, прозорци од кои ништо не се гледа или се гледа темнени и така натаму. Мизансенските решенија потенцираат присуство на гости. Веќе при првиот разговор на Крис со Снау, невидливото присуство на третиот е назначено преку мизансценот. Мноштвото на крупни и полукрупни планови го наметнува чувството на затеченост и сооченост. Недлабочинската композиција на кадрот го комплетира впечатокот на затвореност и вакуум. Лавиринтите од ходници, кои се дел од мизансценските решенија и композицијата на кадрот, само не ги доближуваат лавиринтите на свеста. Се чувствува прилично напната драматика во сите настани поврзани со самиот Соларис. Меѓутоа, има и делови кои не се
Дел од тој драматуршки јазов и нивната визуелна и драматуршка интерпретација прилично се разликува од претходната. Тука би влегле сите сцени кои се однесуваат на земјата. Во однос на Соларис, тие делови представуваат контрапункт, односно антитеза. Почетните кадри кои прикажуваат одредена состојба на природата би биле дескриптивни да не се распоредени на целосно контролиран начин. Тие долги пасажи добиваат значење во однос на кадрите кои прикажуваат различна состојба на водата, која протекува, се бранува, прави кругови, се излева или капе. Различните состојби на водата се само метафора или материализација на времето. И во наредните филмови на Тарковски одредени состојби на водата ќе бидат искористени за да се создаде впечаток на тек на времето или пак да се долови одредена душевна состојба. Ветрот кој одненадеж ке дувне брнувајќи ја тревата или шуштејќи во листовите од дрвата, ќе послужи за создавање на ефект на ненадеен душевен немир или премин во некоја нова состојба. Кадрот на коњот во движење внесува вознемирувачки тонови во општиот впечаток на целосна хармонија. Тие вознемирувачки тонови преку движењето на коњот се повторуваат во одреден ритам и целата сцена се завршува со доаѓањето на Бартон, човекот кој ќе ги вознемири сите присутни со својата приказна за Соларис. Доаѓањето на Бартон во драмска смисла представува експозиција, бидејќи со него темата за Соларис почнува вон Соларис. Таквата постапка овозможува коегзистенција на двете реалности, бидејќи ги подредува на законот на композицијска рамнотежа. Бартоновиот разговор со Крис, во кој се обидува да му ја предучи ситуацијата на Соларис, не дава соодветен резултат. Бартон заминува навреден и отворен и неговото бескрајно долго возење го представува целосно осамениот човек, кому никој не му верува и чиј свет е отворен како непотврден. Филмот на Тарковски може да се разгледува и од аспект на критичката психологија на Клаус Хоскамп, поврзан со анализата на човечката перцепција. Самиот нов свет, Соларис, представен во филмот на Тарковски и романот Лем, можеме да го ставиме и во контекстот на панпсихизмот, кој според Томас Неџел е став според кој основните физички елементи на универзумот имаат ментални својства, без оглед дали тие елементи се делови од живи организми или не. Но сметам дека во оваа прилика не е упатно да се навлегува во попродлабочени анализи кои би провоцирале потреба за теориски расправи. Тарковски во филозофски манер, користејќи ја метафоричноста на филмот како медиум, ни го представува односот на субјектот и објектот и отворено го поставува прашањето што е човекот и која е смислата на неговото постоење во светот. Може да се издвојат 4 самостојни кругови во филмот. Крис на имотот на своите родители на земјата, пред неговото тргнување на Соларис, Крис на имотот на своите родители повраќањето на земјата, самиот Соларис и четвртата целина ја сочинува сцената во библиотеката која почнува со крупен план на сликата на бројде ловци на снег или враќањето на ловци како што уште се нарекува, а се завршува со условното самоубиство на Хари. Споменатите сегменти меѓусебно се испреплетени на начин кој на целата конструкција дава димензија на метафора. Таквата структура во која постои центрично движење без крај го прави овој филм полифониски по форма и метафорички по значење. Таквата структура според Тарковски представува врвен дострел на уметничкиот лик. Следува цитат од Тарковски. Во јапонската средновековна поезија секогаш најмногу ме фасцинираше принципиелното негирање дури и на најмалото присуство на она дефинитивно значење на ликот, кое како крстозбор е можно да се дешифрира дури на крајот. Јапонскиот Хокуи и Танки ја третира своите ликови на начин на кој тие ја губат својата дефинитивна смисла. Тие ништо не значат освен самите на себе, а истовремено значат толку многу, што по долгото патување со цел да се постигне нивната суштина стануваш свесен за неможноста да го сватиш нивното дефинитивно значење. Со други зборови, колку е потешко да го врежеш ликот во некоја поимна теоретска форма, до толку повеќе тој целосно одговара на својата намена. Завршен цитат. Елемент кој слично на крвотокот ги поврзува сите делови на Соларис во органска и нераскинлива целина е всушност ритамот. Бидејќи ритамот е одраз на времето во секоја поетска структура, може да се тврди дека токму времето е главниот лик во Соларис, како што е главен лик во сите останати филмови на Андреј Тарковски. Всушност, филмот се завршува таму каде што би можел да почне.